Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Јавноста ја дозна вистината за кандидатката на ВМРО ДПМН и кадар на Груевски, Даниела Арсовска. Сите неизини лаги се целосно разобличени. Се што сакаше да сокрие Арсовска, излезе на виделина. Објавените документи покажуваат дека Даниела Арсовска ги излажа граѓаните. Таа поседува бугарско државјанство и бугарска лична карта. Не е проблем тоа како се чувствува Арсовска. Проблем е што ги гледа граѓаните во очи и ги лаже додека ја бара нивната доверба. Ако Арсовска се крие и лаже за вакви работи, зашто се друго лаже? Овој нечесен, неодговорен однос е потценување на граѓаните и жителите на Скопје. Ваквото однесување е одлика на режимската матрица на ВМРО ДПМН, чиј кадар и кандидат е и самата Даниела Арсовска. За таквиот нечесен однос, Арсовска ќе го добие одговорот од граѓаните на изборите в недела. Почитувани, скопјанки и скопјани нема да дозволат ВМРО ДПМН и Левица да го уништуваат градот. Граѓаните знаат дека со СДСМ се на сигурно, дека СДСМ е гарант дека градот и државата се на курсот на напредокот, на развојот, на интеграцијата, на еднаквоста. В недела граѓаните ќе донесат одлука Скопје да продолжи по исправниот пат на развојот и напредокот со Петре Шилегов. В недела граѓаните ќе ги поразат остатоците од режимот, поддржани од лажните левичари од Левица. Од гласот на граѓаните в недела зависи и мнозинството во градскиот совет. Ништо не е завршено. Битката во Скопје е во недела, пошто ќе видиме кој има реално мнозинство. Сите независни листи, реалните гласови на граѓаните, не може да бидат надвор од Советот на град Скопје. СДСМ ќе ги вклучи и нив. В недела, обединувањето на демократските прогресивните сили во Скопје, обединувањето на гласот за напредок, ќе значи и пресврт во Советот. Почитувани граѓани, ајде да се обединиме сите прогресивни и демократски сили. За Скопје да остане на вистинскиот пат, да продолжи рамномерниот развој на градот. Да заокружиме 12 за Петре Шилегов, за СДСМ и коалицијата. Благодарам.